Како што најавивме, гостин во вестите на Алфа вечерва е премиерот на Република Македонија, господинот Никола Груевски. Премиере, добро вечер и добре дојдовте во Алфа. Добро вечер, благодарам за поканата и добро дошол. Поздрав до сите кои што не следат. Грција е пред формирање на нова влада. Тоа се последните информации. Условот е Папандреу да се замине, без разлика дали Папандреу ќе остане или не премиер. Грција ќе добие нова влада, составена од малку необична комбинација, составена од двете најголеми партии, Неа Демократија на Самарас и Папандреу се уште на и Пасок се уште на Папандреу. Дали по вчерашниот дел од говорот на премиерот Папандреу во парламентот, каде што најголем дел потроши за финансиската криза, меѓутоа имаше еден дел кај што спомна дека по одлуката на ХАК не би било лошо новата влада да се посвети и на забрзано решавање на споростимето. Може би не беше таа најточната формулација. Сметате ли дека овие две партии во коалиција, значи Пасок и Нова Демократија, на необична комбинација, може да го пратат тој искрен сигнал кој што вие подолго време го очекувате од Атина, и ако се случи сега ова хипотетично, што би одговориле? Па јас не би преодицирал како тие ќе постапат, само би кажал дека доколку од таа страна се појави искреност во пристапот, со искреност ќе биде и одговорено од наша страна. Ќе препознаете лесно искреност? Многу брзо, после толку искуство со ова прашање и толку искуство со нив, и со десницата и со левицата, биете уверен дека многу брзо ќе препознам. Повторност за евроинтеграциите, велам повторност за евроинтеграциите затоа што прашањето за името е тоа што главно не кочи покри уште неколку слабости кои што беа детектирани во извештајот на Европската комисија. Вашиот коалиционен партнер, ДУИ, поточно председателот на партијата Али Ахмети, минатата недела во неколку наврати различни интервјуа изјави дека, да не го парафразирам, да не погрешам, ќе го цитирам, вели: растечкиот евроскептицизам за внатрешни потреби произведува растеж и на нетолерантноста меѓу заедниците, зашто мнозинството албанци се за брзо членство на Македонија во НАТО и во Европската унија. Ништо ново. Дали ваквата изјава на Ахметија толкувате како еден вид одговор на вашата порака до Филе што ја упативте веднаш по примањето на извештајот за напредокот на Македонија? Во основа и мене не ми се допаѓа што некои чекори што беа направени од страна на Брисел допринесоа да дојде до едно зголемување на евроскептицизмот или да речеме разочараноста кај граѓаните во однос на третманот што Брисел и го даваше во изминатиот период на Република Македонија. Меѓутоа, во секој случај, наше е да продолжиме да бидеме фокусирани на остварување на нашите цели, независно кој каква изјава дал и што кажал. И од тој аспект, не мислам дека било што може да има никаква врска со тоа што јас сум кажал или не сум кажал. Јас сум го кажал тоа што сум го мислел и не мислам дека треба да се премолчи некогаш ако некој каже нешто што не е точно или каже нешто што не може да кореспондира со реалноста. Така што од тој аспект и не мислам дека е ерес доколку се каже различно мислење од она што некој ни го кажува од Брисел. Значи, ние тежнееме да одиме во една заедница каде што демократијата е врвно нешто што се почитува. Ако е тоа врвно, тога значи и слободата на изразување и на слободно мислење исто така треба да е почитување, и не знам зошто, ако внатре во Унијата имаат различни мислења, ако внатре во Унијата едни со други се критикуваат, дебатираат, имаат право на слободно мислење, зошто ние не би имале право некојаш да кажеме дека со нешто не се согласуваме или дека некој нешто погрешил. Така што тоа не може да го зголеми или намали евроскептицизмот. Евроскептицизмот може да расте само во ситуации кога мнозинството граѓани гледаат некоја неправда. За да не се случува таква неправда, треба и од двете страни, не само од наша, но и од другата страна да имаме ситуација каде што ќе се внимава на зборовите, ќе се внимава на чекорите и ќе има тежнење кон правични одлуки. Кога има правични одлуки, колку и да не се добри за граѓанството, за народот, тоа може да биде прифатено, но кога има неправични одлуки или квалификации, тогаш доаѓа реакцијата. Поврзано со претходното, само на кратко, ако сакате одговорите. Сте имали ли прилика да се видите со Ахмети деновиве после оваа негова изјава? Деновиве се нема видено, претпоставам наредната недела ќе најдеме време да се видиме, ние редовно се гледаме, така да. Да. Ќе се дозволите да толкувате дали оваа негова изјава е наменета кон меѓународната заедница или наменета е внатре? Не знам, не можам да толкувам, бидејќи човекот си знае најдобро што мислел, кога ќе се видиме, ќе ми каже што има. Во секој случај, генерално гледано стратешки ние немаме големи разлики со господин Ахмети, односно немаме никакви разлики во однос на евроинтеграциите, бидејќи и тој и јас имаме зацртано цел и посакуваме Македонија што побрзо да стане членка на НАТО и на Европската унија. Се разбира, мојата улога како премиер има и едно додатно барање, понекогаш и да
коментирам одредени изјави, да дадам согласност или да не се согласам со сегменти на некои изјави или сегменти на нечие делување. Премиере, имавте писмена комуникација со еврокомесарот Филе. Информациите беа дека прво вие сте му пишале, ако не се лажам, дента или утре дента по добивањето на извештајот, пошто од кабинетот на Филе одговорија дека и тој ви возвратил. Добив мејл од тамо, да, вика, еврокомесарот Филе прати одговор, меѓутоа за содржината на одговорот обратете се во кабинетот на премиерот Груевски. Направивме неколку обиди, навистина не добивме одговор. Ќе можете ли да кажете, били нешто супер тајно во таа преписка? Така, со комесарот Филе имам честа и редовна покрај лична и писмена комуникација и редовно го информирам за сите позначени нешта. Да речеме, имав едно во декември минатата година едно пообемно писмо поврзано со судските реформи, во кој што во детали ги образложи судските реформи. Имав одговор на тоа писмо. Имав писмо во врска со јавната администрација и реформите што во тој период беа направени во однос на јавната администрација. Имав писмо во однос на деталите, чекорите, реформите што ги направивме во однос на борба против корупцијата и криминалов, и на тие писма добив од него одговор. Имав писмо во однос на она што неодамна се случуваше по доаѓањето на извештајот и кое што писмо беше во духот на тоа што јас го кажав. Тоа што го кажавте на... Да, кое што го кажав во јавноста. Тоа не е ништо различно од она што го кажа во јавноста и на тоа добив одговор кој што вообичаено како и сите одговори си е со редовната дипломатска нишка и не е ништо различно од духот на тоа што го слушаме од другата страна. Отприлика тоа е тоа. Значи нема некој нов елемент, нешто посебно ново што треба посебно да го соопштувам на јавноста. Она што секојдневно го слушаме од Брисел и она што секојдневно го слушате од страна на владата и од мене лично, отприлика тоа е содржината на тие писма. Добро, да преминеме накратко на економијата, дело што знам вие најмногу го сакате. Буџетот е сработен во владата, стигна во собранието, на страна сега, немам намера сега да ги коментирам и критиките, дали е реален, дали не е реален, дали требал да биде толкав, дали ќе се наполни. Во него имате една ставка од повеќе од 400 милиони евра наменети за патишта, за железница, значи зборуваме за капитални инвестиции. Капитални Коридорот 8. расходи. Коридорот 8. Страшно скапе, вие тоа го знаете подобро од мене. Останувате ли на тоа... Железничкиот или патниот? Не, за патниот збор. За патниот ќе ви кажам зошто. Затоа што последниот тендер пропадна. Останувате на идејата да се оди под концесија или ќе го радиме сами ако не може? Значи, во основа, ние кога го објавивме меѓународниот повик за изнаоѓање на концесионер, бевме свесни дека изнаоѓање концесионер не е така лесна работа и бевме свесни дека многу или повеќето од земјите во Европа не успеа. Од тие причини ние во меѓувреме продолживме да ги правиме проектите, за доколку тоа не успее, тогаш да имаме алтернатива, односно можност да можеме и на друг начин, со друг начин на финансирање, со кредит или на било кој друг начин да го започнеме тој проект. Така што од таа гледна точка немаме кој знае колку време изгубено, затоа што паралелно проектите продолжија да се прават во Агенцијата за државни патишта. Сега веќе формиравме еден тим кој што во период од 10 дена од сега треба да и предложи на владата како да се продолжи понатаму, дали за некои делови од овие автопати кои што беа огласени за изнаоѓање на концесионер, дали за некој од нив повторно за некои делови, значи не дали повторно ќе би се распишал кои што се тендер веројатно за најфреквентни со коли и така натаму, кои што би били најпривлечни за концесионирање, дали повторно да се обидеме да најдеме концесионер, а за остатокот да одиме со друг начин на финансирање, најверојатно со обезбедување заем за нивна изградба, или пак некаков различен модел, така што една екипа од неколку владени функционери, нивни соработници, мислам дека тимот го предводат Пешевски и Ставрески, треба за најмногу 10 дена да ги направат анализите. Анализите нема да бидат направени само на база на некои пресметки, туку и на база на контакти со меѓународните финансиски институции кои што би требало на некој начин да го финансираат проектот или евентуално и други финансиери на проектот кои што би можеле да се јават во улога на затворање на финансиската конструкција и тогаш ќе излеземе со точна изјава во која што ќе кажеме по кој пат ќе тераме понатаму за заокружување на овој проект кој што е исклучително важен за Република Македонија. Секако. Инаку точно е тоа што го кажавте дека новиот буџет има огромни средства одвоено за капитални инвестиции. Можам да кажам 28% се предвидува раст на капиталните инвестиции во новиот буџет во однос на сегашниот буџет, а овој па буџет во однос на ланскиот имаше 24,5% раст на
исто така на капиталните инвестиции. Значи имаме повеќе од 50%. Имаме повеќе години, тргнувајќи од 2006 од како дојдовме во владата, секоја наредна година имаме сериозен раст на капиталните инвестиции што се предвидени во буџетот на сметка на останатите расходи предвидени во буџетот, и тоа е мерило за една здрава економска политика која што најмногу инвестира во капитални инвестиции, а се помалку во други материјални трошоци, не знам, телефони и така натаму. Капиталните инвестиции се трајни вредности кои што остануваат и генерираат кратиме колку што е можно во останатите за да се инвестира во овие што се трајни вредности, како што кажате, во капитални инвестиции, кои што и влијаат на економскиот раст на државата, но имаат и долгорочни позитивни последици за стопанските компании, за компаниите во Република Македонија. Да, во ред, го спомнавте тој раст во делот на буџетот, во делот на капиталните инвестиции, што е во ред, доколку тие средства се употребат така како што се наменети. Што правиме со економскиот раст на земјава? Ако не се лажам, прогнозата за следната година е дека ќе имаме економски раст од 4,5%. Поправете ме сега ако сгрешам некоја бројка. После ММФ се јави со една корекција, нема да биде 4,5, ќе биде 3,7. Па најави уште една ревизија која што според сите информации велат не, ќе ве спуштиме уште надолу, уште некој процент следната година нема да можете. Ќе видиме на крајот на криштата каде ќе биде вистината, дали 4,5, дали 3,7 или негде измеѓу, не е ни важно. Кај економскиот раст, како да постигнеме некој одржлив економски раст ако постојано имаме диспаритет меѓу извозот и увозот? Извозот страда на сметката на увозот. Трговскиот дефицит до сега е околу 2 милиарди евро или долари. Точно е дека висината на економскиот раст е предвидена 4,5%. Генерално знаете дека тоа се постојано барањата на сите, дали се стопански комори или поединечни бизнисмени. Но да ве потсетам, ние из оваа година предвидовме 3,5% раст, ММФ предвидуваше помалку од 3, ми се чини 2,5%, па во текот на годината Меѓународниот монетарен фонд ја коригираше својата проекција и стигна до нашето предвидување од 3,5%. Затоа и реков, јас сум ги спомна, така што во ситуација на ваков вид на случување на пазарите и на економијата во Европа, секогаш постојат одредени ризици да не се погоди точно висината на економскиот раст и секогаш меѓународните финансиски институции одат со поконзервативни сценарија за да не се доведат во непријатна ситуација доколку го промашат, особено доколку мислеле дека ќе биде повеќе, па ќе биде помалку. Ние сепак одлучивме да не одиме на нагли промени, веќе подолг период го планиравме растот дека ќе пресметките укажува дека ќе биде 4,5%. И останавме на тоа, доколку во текот на наредната година работите одат во друга насока, односно доколку има остапување, во текот на годината ќе извршиме корекција на проекцијата. Но прашањето во суштина ви беше за одржлив економски раст. Не само за одржлив. Одржлив е едно прашање, второто прашање ви беше за дефицитот. Да, трговскиот дефицит е категорија која што независно што расте најмногу во делот на увоз на опрема, машини и слични работи потребни за производство кое што во иднина ќе даде добри резултати. Значи има продуктивен и непродуктивен раст на... Таа ставка е доминантна во растот на увозот, да. Значи, имаме доминација на ставката која што допринесува за идниот развој на државата. Нормално, има и други ставки што растат, но најмногу во минатиот период растеа ставките кои што значат идна продуктивност, идна поголемо производство. Вие видовте, во последните 3 месеци или 3,5 месеци започна градба на десетина фабрики на глобални компании. Една од нив се пушти во употреба, неколку почнаа со работа. Сите тие треба да внесат машини, треба да внесат опрема, така што и во иднина тоа ќе влијае на увозот, се разбира. Меѓутоа, тоа е позитивна на некој начин ситуација во која што имате ваков вид на прв поглед лоша тенденција, меѓутоа не толку лоша кога ќе се погледне длабоко структурата. Инаку Македонија долго години, мислам, во сите изминати децени има дефицит. Не е ова проблем од вчера. Да, не е од вчера тој проблем, меѓутоа квалитетот на тој дефицит во последните години е добар затоа што се повеќе дефицитот се должи на увоз на опрема, машини и слични работи кои што во иднина ќе допринесат за ново производство, за нови работни места, за нов извоз и така натаму. Пример за крај, само сакам да ве замолам за отчетот, го гледав в интернет обраќањето за 100 дена влада.
во една реченица можам да сублимирам, рековте, исполнивме се што ветивме во текот на кампањата, дури и повеќе. За првите 100 дена. Значи, за првите 100 дена зборуваме. Дел од јавноста прашува, дел од јавноста очекува. Зошто не ги спомнавте, може би, некои, дали е непријатни, сега не знам, вистинскиот збор, случувања, кои што технички и не се случија, може би, во тие 100 дена, меѓутоа, со оглед на тоа што ова е влада во континуитет, може би можевте ги спомнеме. Па, например, да кажеме, убиството на несреќно дете на плоштадот, амнестијата на хашките случаи. Зашто се залагаме за правна држава во која правото ќе ни биде достапно на сите и сите ќе бидеме еднакви пред него, и одеднаш со политичка одлука 4 хашки случаи заврши како никош да не биле. Имаше ли простор во тоа обраќање, па макар и образложение ваше да даете, зошто тоа се решило така? Без разлика одлуката беше на собранието. Јас во текот на овие 100 дена нема прашање на кое што не сум одговорил и нема прашање на кое што не сум се осврнал. И за сите овие прашања и за неколку други, например пописот и така натаму, за сите беше дебатирано во парламентот. Значи демократски начин во кој што се возможува парламентот да дебатира. За сите имавме дадено одговори и во сите случаи е постапено согласно закон и е постапено во оние ситуации каде што тоа е со државно значење во интерес на државата. Вие ако сакате можеме за секој поединечно да одиме од одредени работи. Не имаш сметав прашање. Мислам дека некој од овие опозицијата би рекол валкано ги злоупотреби. Судбината на Мартин Нешковски, например. Со вадење на фотографии со отворен сандук пред некој ден во еден од порталите. Со крајна злоупотреба. Па ние ако земеме да пресметаме колку самоубиства имаше нерасчистени во времето на СДСМ, додека тие беа на власт. Па ако земеме пресметаме колку луѓе се самоубија само заради случајот ТАТ, кој што беше на некој начин директно поврзан од октоподот создаден во тоа време. Како тогаш ќе ја водиме дискусијата, а овдека се вади случај, да речеме, кој што е еден случаен настан, на кој што ниту ја, ниту моите соработници имаат било каква директна врска со него, се случил во ситуација во кој што ние не сме ни знаеле. Јас во тој момент сум држал говор, моите соработници биле тука и така натаму. Значи, мене ми е многу жал за тоа што се случило. Сочувство изразив и кон семејството во тие денови и така натаму. И тоа, таквиот начин на злоупотреба, мислам дека нема да ги однесе партиите од опозицијата и политичарите од опозицијата до посекуваната цел. За да ќарат ситен политички поен, си поигруваат со судбините на семејствата на овие луѓе, си поигруваат со многу работи со кои што најчесто во јавноста има одвраќање од она што сакаат да го постигнат, од целта која што сакаат да ја постигнат, односно има обратен ефект. Во ред, премиер, го разбирам вашиот одговор, меѓутоа велите поттикнати од опозицијата, сега морам се оградам од тоа. За кого? За младите луѓе кои што протестира и така натаму. Па макар еден млад човек да имало таму што искрено од дома тргнал да Не, јас не кажав дека, не сум ни кажал никогаш дека се поттикнати од опозицијата. Тоа беше, ако сакате, која беше ставот на партијата која што ја застапувам, беше комбинација од луѓе кои што спонтано излегува, на кои што им се уфрлија луѓе поттикнати од опозицијата и на некој начин им го презема менаџирањето со тие протести. Тоа беше факт. Че велите класична злоупотреба на еден имаше и луѓе кои што спонтано излегува и сосема јас ги разбирам тие луѓе, тоа беше шокантен настан за целата држава, шокантен настан за сите нас. И јас со целосно разбирање бев и кон тие луѓе што протестираа, и кон сите што излегува на улица. Меѓутоа, многу брзо се виде и по ликовите кои што дополнително беа офрлени, и по нивната партиска припадност, дека не станува збор само за... Па добро, не можеме никому да забранеме да се појави на отворен простор. Не, имаше организирани работи, тоа е тоа. Мислам, штабски организирани работи, кои што не беа можеби преходно планирани, него се налепија на спонтанното собирање што дојде од група млади за кои што имам целосно разбирање. Добро, не беше намерата толку сега да го додиме во детали за случајот Нешковски околу амнестијата. Би кажале нешто дополнително? Некако ненадено сред лето дојде... Се произјасни во парламентот, за тоа што го кажавме. Јас кажав дека длабоко жалам за чувствата на сите оние кои што се соочија со сето тоа и кои што изгубиле своји блиски во семејствата и понекогаш парламентот мора да донесе и такви решенија кои што
на долг рок ќе остават ќе направат добри работи во смисла на решавање на одредени крупни прашања и не создавање на други конфликтни ситуации. И колку и да лично внатре во себе не се согласувам со она што се гласаше и ги разбирам чувствата на сите нивни роднини, истовремено како премиер морам да го разбирам и она што го одлучи парламентот. Отприлика тоа го кажав кога бев и во парламентот. Господин премиере, ви благодарам за гостувањето. Беше задоволство. Благодарам и на вас.